Милиардер во приватен авион копне по своите стари денови. Милионер кој лета со прва класа мечтае еден ден да има приватен авион. Работен и зафатен човек во луксузна кола размислува и сонува да стане еден ден милионер. Запостен човек во својот ефтин и стар автомобил се бори еден ден да вози луксузна кола. Невработен човек на велосипед само сака да има работа и стара ефтина кола. Човек кој оди пеш посакува барем велосипед за да не мора веќе да оди пеш. А овде имаме и еден парализиран човек во инвалидска количка кој би дал се само повторно да може да оди. А пак овој човек има само една и единствена желба, а таа желба му е да биде здрав. Запомни, никогаш нема да престанеш да посакуваш во својот живот, се додека не научиш да бидеш благодарен за тоа што веќе го имаш. Види, не е погрешно тоа да сакаш да унапредуваш во својот живот. Меѓутоа, погрешно ќе биде доколку сакаш да унапредуваш без благодарност кон Бога за целокупната состојба, ситуација која едноставно ја доживуваш. И уште нешто. Работи за да живееш во својот живот. Немој да живееш за да работиш. Тоа е погрешно. Ако живееш само да работиш, тогаш, верувал или не, ќе се изгубиш во своите погрешни согледувања низ животот. Животот е краток, затоа посвети го на работи кои не можат да се заработат, купат или продадат.